Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание на Јади Бурек на ТВ Сонце. Овој пат, како што гледате, нашата сценографија е видно изменета, затоа што ретко излегуваме од нашето студио, но денеска имавме навистина посебен повод. Ние сме денеска во посета на градоначалникот на Кавадарци, господинот Митко Јанчев. Господин Јанчев, добро вечер и добре дојдовте во Јади Бурек. Добро вечер, благодарам на поканата за мој учество во емисија Јади Бурек. Сега знам како име на гостите кои ќе дојдат, сега јас сум понелагоден, нели, на нов терен, кој ќе дојдете вие кај мене. Добро што направи и што ме покани на кај вас овде. Господин Јанчев, она што може да се слушне за вас се најпофални зборови досега од сите граѓани и фактори со кои мало истражување, мала сондажа, дека за време на вашето градоначалствување со Кавадарци имате постигнато прилично голем успех. Не само тоа, туку и отчетот го видов, што ретко кој градоначалник го дава, и тука се прилично импресивни тие работи кои ги имате направено во општината. Но најлегитимно прашање ми е, сметате ли дека треба да идете уште еден? Еве се кандидирате за повторно да го добиете мандатот. Но сега ме интересира зошто господинот Јанчев сака уште еден мандат да добие од граѓаните. Така, ја би се навратил на она првото кое што го споделивте сега. Значи, во делот на моето работење 4 годишно, кое што го добивме како доверба од граѓаните 2017-2021. Токму 4 години еве сега пред изборија. Значи, имав една голема ентузијазија, голема желба за таа работа, за општествена работа и претходно имам учествувано во голем дел на општествено одговорни ситуации во градење на цркви, други работи, плоштади, реновирање, донации и така. Ми беше предизвик, поради тоа што доаѓаме од семејство каде што буквално само створило се. Мојот покоен татко и чичко створиле од нула нешто, направиле компанија, сега со малтене 400 вработени. Функционираме со производство на вода, сокови, безалкохолни, алкохолни пијалаци како пиво. И ми беше предизвик да направам нешто за општеството, поготово за општина Кавадарци, макар што и во цела република помагаме донацијски во добротворни цели. И таа инспирација која што ме водеше, побарав да имам доверба од граѓаните и кога ја добив таа доверба од граѓаните 2017 ми беше уште поголемо задоволство, пошто во една нелагодна атмосфера во делот на ВМРО-ДПМНЕ, кај што секаде изгуби, да добив една доверба од граѓаните. Она што го сработивме за 4 години, можам да кажам вака дека заедно со мојот тим и со целокупната партија и сектори и јавните предпријатија е можеби незапамтено за Кавадарци, не видено до сега и неочекувано од граѓаните. Кога промовиравме програмата која што имавме 2017 година, тоа беше една програма направена, 50-60% од луѓето бевме критикувани, вие го остварите, е невозможно, така да, невозможна мисија. Успеавме за 2,5 години целокупната програма да ја остварим. Тоа ми даде за право и предизвик дека ова општина може многу, ова општина може да оде многу понапред, граѓаните може да живеат по многу подобра урбана средина, со многу подобар квалитетен живот и во спорт, и во образование, и во здравство, и во инфраструктура, ама комплетен подобар живот. И кога ја видов ресурсите на општина Кавадарци кои што ги има, поготово во делот втора општина во Република Македонија по територија, со доста моменти за минерални експлоатации, со Вештачко езеро, меѓу најголемите во Републиката, со граничен премин до Република Грција, така да е поставеност која што може многу да се работи. И за да можем да продолжам понатак и да функционирам, ние сме единствена општина што направивме една финансиска анализа 2016-2019. Ова анализа е направена 2016-2019. Во неја се вметнати сите приходи на општината основни, во неја се вметнати сите трошкови на општината, продуктивни и непродуктивни, во неја се вметнати сите инвестиции во делот на капиталните инвестиции. Ако ги видите добро тие баклави, тие орограми, од 2016 сите растат по пута 2, пута 3 пати. Во делот на квадратура на метен асфалт, поплочување, канализација, водовод, капитални објекти. Расходите на општината непродуктивни паѓаат со 50%, кој што е многу голем знак
дека ако сме имале расходи 150 милиона, сега имаме 80 милиона расходи. Немаме репрезентација, откажан сум од плата, откажан сум од личен воздач, откажан сум од службено возило. Тоа е само еден сегмент на дополнителни приходи за општината. Донациите кога дојде до градачот се зголеми од 30 до 40 милиона денари на годишно ниво. Тоа ти е исто еднакво колку што го плаќаат данокот во цела општина на имот. Тоа вие лично што го дававте? Не, лично од сите компании кои што ги А сите компании, откако видоа како работите и што работите, и они се инспирираат да помогнат. Кога видоа дека се работи и дека за нивните деца, внуци, Кавадац е втор град по економија, по БДП во цела држава. Кога видоа дека се работи домаќински, транспарентно, многу компании се вклучи и помогна, кои материјално, кои со финансиски средства, со донации и така натаму. Тоа е поводот и инспирацијата да ја земам уште 4 годишен мандат, за да можем Кавадац и капиталните, крусните проекти ги направиме во овие 4 години и втори. Значи, како што кажав претходно, инфраструктурата 99% завршена, се ние одиме по урбани заедници, верувате луѓе да нема што да побарат. Нема тротоари направени, улици направени, осветлување функционира, комуналното предпријатие си брка работа комплетно, улица се мети, секоја улица, втора, трета, четврта категорија мети. И сега одиме на капитални инвестиции, на големи капитални инвестиции, што стратешки ќе значат за општина Кавадац. Вашето место овдека како раководител, како собственик на Кожувчанка, не го ставивте во мирување. Вие водевте паралелно ја водевте и фабриката, и производството, и бевте градоначалник? Не, со моето доаѓање на функција градоначалник, кој што, ете, по некоја случајност го добив на 1 ноември 2012, на мојот роден ден. Баш на роден ден го добив. Од тој ден сум пријавен во општината како раководна функција лице градоначалник и сум одјавен од компанијата. На моје место дојде мојата сестра, кој што претходно беше у компанијата, и она е управител. Знаеш, кон што целам? Ме интересира. Како продолжи да работи компанијата? Оставате, имате наследство од дедо, од татко, имате многу успешна компанија која изворедно работи со многу продукти, со висок квалитет, и човек се прашува, викам, што на човек вака успешен, кој толку добро му иде во бизнисот, да се откаже од ова? Дали трпеше бизнисот заради тоа? Бизнисот не трпеше, нормално. Ако сум тука секојдневно, сигурно дека можеби 1 или 2% или 5 би било подобро у некој друг поглед, заради моето индивидуално размислување и менаџирање како способност. Меѓутоа, исто што го направиме општината после вториот мандат, после вторите 4 години, кога се тргнам општината, нема да примети дека јас сум тргнат и ќе продолжи да работи во нов правец. Тоа е успехот на еден менаџер. Ова е голем концепт. Да, голем концепт, да направи еден менаџерски тим околу него, да направи сектори независни индивидуални кои ќе функционират. Ја кога дојдов таму беше, како ќе кажете вие, градоначалниче? Како ќе помислите вие? Не. Ти си раководител на сектор, целиот сектор си одговараш и го раководиш по програма, повели програма, носиме објективност, транспарентност, честност и си работиш. Тоа е успехот на менаџер. Кога ќе замени од компанија или кога ќе замени од општина, да не се осети тоа и да падне или компанијата, не дај Боже, или општината, него да продолжи во еден нормален контекст, нормално со нов човек, кој што не би правил обструкции, а би се водел по тој пат кој што е правиот пат. Правиот пат е секој раководител на сектор, оделение, вработени и така натаки да си ги имате ингеренциите, почитувањето од раководителот. Колку е разликата од менаџирање на еден ваков високо профитабилен бизнис и менаџирање на општина? Дали ова искуство ви помагаше или моравте ново прилагодување да правите? Малку е поразлично. Што е поразлично? Тука работиш во делот на комерцијалниот дел, продаваш продукти, продаваш производи за да профитираш. Прво да извадиш амортизација, да извадиш плата, да пратиш иновативност, креативност, маркетинг, да пратиш тренд на брендови и на крајот нормално да направиш профит за да компанијата биде стабилна. Во општината го работи сето исто тоа, ги прати сите работи, немаш одврзани раци да менаџира со општината така како што сакаш, него си имаш закони и прописи кои што се загарантирани и не е целта да профитираш, него целта е општината да биде економски и финансиски стабилна, а максимално сите средства што ги собереш и прибереш да што поголем дел, а не поголем дел, 100% ги вратиш во интерес на општеството. Малте не ги исплатиш акционерите на време. А тоа нашите акционери се нашите
граѓани кои што треба да добијат навремено се. А навремено се е тоа што му следува по устав, по закон и во секојдневното живење во 21 век. Ве фала дека прилично добро раководевте со општината и ова анализа на работењето. Таа е од службите направена анализа, не од мене тенденциозна, значи од сите сектори посебно, направена анализа е извадена од урбанизам, од сектор за комунална изградба, сектор правен, сектор за даноци, финансов сектор, јавни набавки, комплетно секој сектор поединечно изваден. Што сработиле 4 години, што сработиле претходно. Знаеш што ме интересира во господин Јанчев во една ваква работа, бидејќи вашево е крајно нетипично за разлика од некои други. Ја еден куп нови кандидати за градоначалници кои повеќе влегуваат политички, но на сите им е јасно дека менаџирањето е основната работа, не политиката, менаџирањето, а тука не секој има баш добро искуство. Има три работи според мене кои што еве, дека биде овој за сите кандидати дека го знаат. Ако те превладува функцијата и власта, во животот нема да завршиш ништо. Буквално. Ако те чеи фимерет на тоа столче да седиш, и ако си задоволен со седењето на столчето, си свршил работа, помножи се нула све. Ти си дојден да работиш во општината, дојден си да менаџираш. Нашите општини се уште на многу ниско ниво. Не сме ние назначени титуларни личности градоначалници. Па тоа зборам, знаете, мислата ми идеше кон следново. Еве уште еден мандат, па и трет мандат. Некои луѓе ве нарекуваат дури Тито од Кавадарци, бидејќи успеавте да ги споите прв пат во една општина и да најдете еден баланс и помеѓу левица и десница, таа закрвеност меѓу македонскиот народ, партиска, да ја изневелирате како никаде до сега. Никој што не му успеало. Но, еве, еден мандат, два мандата, цел живот да останеш градоначалник, пак нема да ги решиш сите проблеми. Но како, имате ли визија она што го спомнавте, а тоа многу ме дојме и тоа го имаат врвните градови. Џулијани која ќе дојде на Њујорк, он не се секира, он нема да ја подобри работата на службите комунални, затоа што тие се поставени и кој да дојде, он може само да го подобрува имиџот, еден концепт да развива или да продолжи. Како ќе постави, дали Кавадарци има шанса да биде прва општина, што еден ден вие која ќе се повлечете, да продолжат да функционираат службите, да не зависат од хировите на овој партиски апаратчик или оној или некој понеспособен. Не секој што ќе дојде после вас може да биде способен како вас. Токму во 2017 година ми беше тој мотот. Сакам да дојдам, да покажам и докажам, и еден ден кога ќе си одам да размисли кој да се кандидира. Тоа ми беше мотото 2017 година. Не го измислив за да лажам или да направам нешто или да се фалам самиот себе. Токму ова што го зборувате. После вториот мандат, че размислуваме, че гледаме какви ќе бидат ситуациите. Веројатно нема да одам трет мандат. Веројатно посредизирам. Да видиме кој треба да дојде и како ќе дојде. Меѓутоа нема да оставам на случајно за дојде било кој. Не дека ќе влијам на изборијата или било како, али нема да го оставам тоа да го вратат тасата. Во Кавадарци имаше релаксирана 4-годишна атмосфера. Директори од една партија, од друга партија. Независни. Никаков притисок. Рамноправно. Многу лесно. Многу лесно за тоа што јас у Кавадарци имав опозиција во Совет со мојата партична партија. И се договоривме џентлменски дека треба да функционираме. Ние кога имаме состанок со основни и средни училишта, кои што се на некој начин пола директорите од партиите две најголеми, а ние го имаме заедничкиот состанок. И кога јас зборувам пред директорите, или го фалам едниот директор, или го критикувам другиот, они се слушаат еден меѓу друг. Едноставно се надпроверуваат. Имаше една контроверза околу вас, додека општеството кога се подели од доаѓањето на Зоран Заев и веднаш со Кејтање, уште не му се даде никаква шанса на премиерот што ќе прави, како ќе прави. Вие изреагиравте, нели, целата опозиција беше, и вие многу џентлменски, многу западњачки, онака го пофаливте, бевте со него. Ја го разбрав тоа како, чекај да видиме, нека му се даде шанса, нели? И дали е тоа оној првиот исчекоре да ја пружиш раката кон... Исто би го кажал денеска.
Значи, исто би го кажал денеска, за мене премиерската функција не е лична функција, таа е функција на државата. Председателската функција исто, макар и министерските функции се функции кои што некои ги ръководат. Не, јас зборам за стилот на како го најдовте балансот, нели, и тогаш кога така постапивте, пративте една многу силна порака која гледам, еве, после 4 години, стварно успеавте некаков баланс да направите. Овдека народов не е закрвен. Ви имаме ние општина до општина во Скопје, каде што е, не знам што да ти кажам, уште само барикади фалат и Либан да стане. Стават зид некој бе. Да, баш така. Ние воопшто кавалци кога Фрчковски имаше, вика, дај да правиме наша и нивна Македонија, со зид да се одвоиме. Нонсенс, се извинувам, повелете. Кога дојдов во кавалци на функција, ја не дозволив ниту еден да му биде загрозено работното место кој што работел 2, 3, 4, 5 години, без разлика дали има трајно решение. Ако е подобен и е нормален за таа работа, кога викам во делот на правниот сегмент и психофизички негов изглед и понашање, че си работи. Во делот на новите вработувања ние градивме кадри кои што стварно заслужуваат да работат. Заслужуваат да работат и да функционират. Во тој дел имавме комплетно разбирање, не дека сме немале нагодување некогаш помеѓу двете партии, па чекајте вака, па зошто ни правите на државно ниво вака. Јас се трудев тоа само да го држам тука на локално ниво и да не гледам што се случува во Риготино, Штип, Велес, Скопје или на државно ниво. Пошто сакам да покажем еден пример за едно единство и тоа единство да функционира. Функционирањето на единството не е лесна работа. Кога пука на двете страни. Кога Добро на двете кажано. страни, да. Добро кажано. Не пука една страна, пука на двете страни, имале многу нагодување. Господине Јанчев, да. ова од времето на Тито не сме го дебатирале, никој не го успеал. Сега не да ви ласкам и нема потреба, ама убав е пример, сакам да го дадам овој пример. Затоа Јаде Бурек, кој 20 години не сум излегол од студио, прв пат доаѓам кај некој и токму заради ова. Дали овој ваш пример може да биде добар пример на сите градоначалници? Ама стварно се закрвивме од се... Абе, вратов ни е модар, а немаме раце. Градоначалник и токму таа функција треба да ја брка, треба да обединува. Треба да ги обедини сите во Советот, да ги обедини двете партии и двете партии да се најдат во општеството, во нормален придонес и развој на општината, а не на партиите. Ја многу пати сум се дебатирал со советници, сме разговарале нешто кое што е надпартиски, да постигнеме надпартиски. И сме постигнале. Ја морам да благодарам на претходниот совет. Не им било лесно и нив. И тие оделе во нивната матична партија, едните и другите, па таму имале притисци, па зошто правите коалиција, па зошто го правите ова, дај да бидеме деструктивни, дај да бидеме... Така, треба да го затолчиме противникот. Да, ноживи да извадиме, да се колим. А забораваме дека се колеме едни против други у една иста земја. А на крајот крајната цел не е иста. На крајот крајната цел не е иста и ја пак ќе замолам ќе кажам, секоја општина која што ќе го примени овој пример, верувајте дека ќе продолжи прав правец. Земите општина Гостивар, само извини, кога нема носеа буџет 3 месеци, 4 месеци. Така? Таравари беше немочен, буџетот недонесен, а трошковите си одат секој дневно. Си оди ако има кредит, рата, си оди камата, плати на службеници си одат, плати на јавни предпријатија си одат, а тој не може да функционира пошто нема буџет донесен оперативен. Чија штета е тоа? На граѓаните. И уште сум гледал седница на совет на општина Росман. И градоначалникот на општина Росман, кој е од Социјалдемократскиот сојуз, предлага 2 вработувања во јавното предпријатие Комуналец врз основа на пензионирање за износ на смет. Советниците гласат против. И овој вика, луѓе, кажете вие кој да бират. Нема кој да го изнеси џубрево до општината. Дајте да ги вработиме. Не може. Што е тоа? Деструкција. Тоа е пукање у глава, како Тоа ми е добро, ме влече сега Гоце Делчев да кажам дека не познавам друг народ во светот што повеќе предавници од македонскиот. Ајде да се вратиме сега. Успесите се очигледни. Вашите успеси за како градоначалник се очигледни овдека ги знаат. Имате углед кој, фала Богу, се уште не ви е нарушен, ни политички, ни морално, ни лично, никакви скандали и афери за вас не искача, што значи пак се збори за некаков карактер. А од друга страна, и покрај се во ова, колку и, нели, сепак сте моćна компанија, богат човек и така натаму, колку и да им,
Народ ги интересира, имаат реални проблеми. Вие не ги решивте сите проблеми за 4 години. Што е она што ги тишти кавадарчани? Што е она што им е секојдневна мака која треба да се надмине, а која не можеше за 4, ако им ја ветувате во наредниот мандат? Така, гледате. Ја бев посветен на првата програма која што направив, ја завршив во 2,5 години. Наредните години поработивме на дополнување на програмата и она што го слушавме од урбаните, местните заедници, од селата да го вметнеме во наредните години и пол да го завршиме тоа. И тоа го завршивме. Има проекти кои што во моментот се активни и се сподарат со граѓанството. Отчетот е направени за прва година, и за трета и за четврта година. Секоја година отчет давате? Секоја година, тоа е за првата година направен отчет и на крајот за четвртата година отчет направен и тоа не вметнавме се и само да ви кажам дека тој отчет е со 115 страници. Ја као новинар би требало да знам, ама ќе те прашам тебе, знаеш друг градоначалник што давал секоја година отчет? Па немам забележано, искрено. Немам забележано, тоа ни се отчетите кои што ги правевме врз остава на она што требаше граѓаните да ги информираме. Во делот на она што го велите, што е тоа што ги потиштува кавадарчани? Што е тоа што едно општество треба најнормално да функционира? Моја визија и гледање на цела работа е тука да можам јас како градоначалник она што е примарно за каваци. Невработувањето во каваци е под 5%, што е едно завидно ниво светско, тука немаме проблем. Плативе полека се дигаат. Мислам дека минимална плата во каваци под 18-20 денари веќе и да нема. Како плата, одат плативе нагоре, тука не најголемата компанија Дрекстер Мајер со 5000 вработени. ИГ, Тикве, Шфени, Евене нас, друг производител на вода имаме. Значи има многу компании кои што функционираат. И општествено одговорни, градежни, од секој тип трговски. Сега кавац треба да се дигне на повисоко ниво. Дигањето на повисоко ниво, пред да почнеме да ги дигаме капиталните објекти, моја замисла е трајно, ама баш трајно, да го решиме откупот на грозија. Верувајте дека кавадарчани нигаш нема да се откажат од грозјето и не треба да се откажат, е стратешки производ. И милион евра да има дома, сакат да одгледуваат грозија и тоа им од прадедо, дедо, од татко кој што функционира. Јака реченица. Еве, јас имам у фирма 90 хектара лосов прасет. Профит дали правам, ќе кажа сметки тешко. Едва ја обстануваме со 90 хектара, тоа се 900 декари, со вработени со се. Значи, да го решиме трајно откупот на гројство. Не е сегаш цената во прашање само. Грозјето е стратешки производ, меѓутоа е долгогодишна култура која што е на 30 години насад. Таа една годишна, ископачи го, до година ќе станам зелка, па морков, па не знам што. Ова е долгогодишна, стратешка. Треба да знаеш што сорта Погледаш цела година, цела година, а треба во рок од 10 дена да го скиниш и да го обработиш. Ако ги промашиш 10 дена на берење, она што вика технолошка зрелост, џабе се трудила цела година да направиш квалитет. Тука сега нашите винарски визби од XX причини калкулираат со таа работа. Во делот на шеќерни единици, во делот на малигани, во делот на кога ќе бериш, па како ќе бериш. И кога ќе почнеш од месец крај на август до месец средина на октомври, нашиве луѓе се потиштени. Прво, не знаат кога ќе берат, ги држат на неизвестност. Второ, и кога ќе му даде да бере, па не знае дали ќе ја постигне шеќерноста. Он носи примероци од неколку гровчиња, а кога ќе однесиш цел камион грозје, па тоа не е исто. Не може да гарантира за цел камион дека ќе биде 20,5 на трета децимала, како што излегле трите гровчиња. Четврто, цената. Цената диктираат кај нас трговците. Ненормално е, според мене, јас сум од фирма, приватна доаѓам, и ненормално ние трговците или производителите да диктираме цената на нашите репа материјали. Тогаш ја шеќерот или пластик сакам да земам за еден ден. Супер ќе ми биде, како да ти кажам. Тоа ми е основен продукт. Цената спушти му ише поише, нели? На 0,5 ќе го спушти. Така. Додека може да мрда. Значи цената и технолошката зрелост. Да, тешката технолошката зрелост треба да утврди Институт за земјоделие. Да каже оваа година според параметрите кои што ги имаме од 295 дена, толку сонце, просечни температури, зрелост, вода, дрн. Еве ти е технолошката зрелост. 19 малигана на враниците. Ова е измислување топла вода или ова е некаде пример во светот? За што постои тој Институт за земјоделие или факултет за Не, земјоделие? дали ваков начин се применува некаде во другите? Кој друг би ја соопштувал технолошката зрелост за оваа година? Ланста година беше врнежливо, беше сончево. Да не испадне дека е она комисија за
колку цената на горивата, нели, и така натаму Не, да тоа е одредува. регулаторна комисија, ама тоа Регулаторна за да акцизи, биде. стоки и така да. Па такво незадоволство да не биде. Значи, Сметате и дека ова е во- и најреално? во овој момент Институт за земјоделие преговара и разговара со винарите во изби, ама не разговара со земјоделците во делот на технолошката зрелост. Така. Треба да биде независен институт кој што би ја потврдил и ја кажал технолошката зрелост на гроздето секоја година да ја каже. И тоа да ја каже пред берење 20-30 дена. Цената која што е да биде. Ние мораме да се потрудиме објективно да размислуваме. Тоа е германско размислување. Германецот секој добавувач што го има. Добро. Он го штити добавувачот. За да има сигурен, квалитетен, навремено добавувач. Ако го уништи добавувачот, ако му спушта цени секојдневно, му дава под набавни цени откупни, тој ќе нема добавувач. И во тој случај ќе нема и он квалитет, така? Значи минималната загарантирана цена, производна. Пак треба некој да ја соопшти. Се знае што значи 1 килограм грозде да се произведе. Нема да продаваме топла вода. Не може да кошта 6 денари производство на грозде кога берењето кошта 2-2,5. Што би барало ова да го поставите? Ова би барало алтернатива. Тоа на крај би го спомнал и уште еден момент треба да се каже, луѓе, вие што имате по 1 декар или 2 декара, немој да очекувате рентабилност. Тоа е вас за анимација. Треба да се каже, под 10 хектара или под 8, вас ви е нерентабилно работењето. Како ќе го прифатат ова што? Ќе го прифатат. Да. Кога ќе го кажеш реално ќе го прифатат. Сега, за ова сето да се исполне, а за да го прифатат и приватните винарски изби, треба да има алтернатива. Алтернативата е откупен пункт, ама со преработка. А тоа е, ова што зборувам, дестилерија. Дестилерија. Да, или дестилерија, крајна фаза, или преработка на грозјето во дел на вино, во дел на гроздов сок за сокови, и на крајот, ако тоа сето нема пазар и пласман, таму ќе има менаџер вајле кој ќе менаџира, крајната фаза е дестилат, дестилатот стои 100 години. Ајде, што не разберам. Што е по ова поразлично, објаснете ми малку, бидејќи е доста интересно, а не сум толку стручен, неподготвен сум малку. Што е ова поразлично од винариите? Тоа ќе биде во државна собственост. А така. Ќе мора секоја кило грозде вишок да го откупи. И на крајот, ако не го продади како наливно вино, не го продади во делот да направи на алкохол од него. ќе направи дестилат алкохол, кај што ние го увезуваме сега од Бугарија медицински алкохол. или било Медицински како. алкохол. Па на крајот Немаме такво производство? Немаме и на крајот од денот или биде и поскапо, ама е наше. Разбирам. И само уште едно тука би потенцирал, сите одиме во Република Грчка на одмор, сите, делом 80% од државата, и пиеме таму оранж. Така? Газиран оранж сок, да не именуваме комерцијални марки, и вика, бе, оранжот е многу убав во Грција. Сте приметиле? Добро. Е убав за тоа што грците донесиле со закон дека секој што произведува оранжина, односно оранж сок, мора да има 28% природна пулпа од портокал. Не Фанта, не Миринда, не Синалко кој сака нека биде светски бренд. За нашава држава твојата рецептура за оранж ќе биде со 28% природна пулпа. Зошто го прави тоа? Затоа што има суфицит на портокали. Си го штити и земјоделието. Вие вака А кај нас во грозијата Македонија- ќе го штитите. А кај нас во Македонија, минималната содржина на овошен сок во оранжот е 4%, а таму 28%. Е тоа е разликата. А ние можеме да со закон, со Министерство за економија, со стопански комори да кажеме, луѓе, дај ба вкупното производство на сокови кое што е 200 милиона литри, 10% да биде сок од грозје. Кога се следни парламентарни избори? 24-та? Ке имаш најкраток мандат. Кандидирај се за премиер. Не се осеќам способен. Ама ова што го кажувате, ова е глобално, ова не е локално. Вие зборите овде, ка почнавме глобално, убаво, беше интересно, нели, супер, све, и сега кажувате концепт, интересен, мал детал, кој растура, ама за цела Македонија. Ова треба некој од горе да го спроведе. Значи, вие имате визија, имате и идеја. Ова може Бидејќи, освен да го политички спроведе. приказки, освен политички приказки во ова, вие имате конкретни бизнес Ама идеи. гледај, Јанко, немој да мислите дека јас и вие сме најум. Има и поумни луѓе. Само треба да бидете објективни, бизнес интереси си ги трнат настрана да разговарат во делот на општеството. Знаете што 20 години сум и ги слушам.
превише демагогија, премалку вакви практични предлози како концепт кон што би се стремела Македонија. Видете како мене очи ми отворивте кога ми кажавте ова за Полпава и како Македонија може појдете во само Грчка, купите- да стави еден закон со кој ќе одреди, например, Чекај, Македонија прво треба да донесе стратешко земјоделие. стратешко земјоделие и да видиме што ќе имаме. Јаболкава, праскава, ми се стратешко. Така. И јаболко нема да се фрли. Како се фрли јаболко? А ние што правиме? сок од јаболко. Јас се извинувам. На комиње мириса секоја есен Ние ресен. пиеме сок од ананас, пиеме сокови не знам од што, а не пиеме сок од јаболко или сок од гросија. Што ја ти гарантирам дека е поквалитетен и подобар. И го увезуваме. Абе, уште маливе деца уште од градинка, ќе направи сирупчиња мали, ќе му го дадеш. Секој, гледајте, државата распишува тендер за градинките за сокови за деца. Што треба повеќе да ти кажам? Како у Шведска, вика у градинкава детево не мора да јаде, ама има правило, мора да го проба. Секој дете у градинка, денеска тоа што е на мени, од се мора да проба задолжително. После нека одлучи дали ќе јаде. Кај нас имаме луѓе, ја другар имам, млечни производи, сирење, млеко, ни јаде, ни пие, а не пробал никаш у живот. Кога бе последен пат си пробал, викам? Не сум пробал. Како не знаеш дека не си пробал. Тоа е целата, да го приличиш народот кон твоето. Не е тоа тоа е патриотизам, бе. Патриотизмот е ти да си го решиш твоето, а дај Боже да имаме дефицит и за извоз и за се, и да постигнеме цена и било како. Имате ли уште некоја идеја што треба да се направи од големи? Еве, капитални инвестиции читам кај вас една многу Ја би ги спомнал тие бесплатен десетина. оброк за секој ученик до пето оделение. Би ги спомнал тие 10 проекти капитални кои што ги имаме извадено. 180 проекти имаме се вкупно за цела општина. Сакавме со бројка да Еве, наставиме. најголемите, да, не можеме најголемите. сите. Значи бесплатен оброк за секој дете, прво до пето, а после и до 9. Зошто? Сакаме прво да видиме најмалите, помалите во тоа сменско работење, како ќе го прифатат тоа. Целата е да секој дете денеска со нутриционист направена храна по Министерство за здравство. Така. Сакав да прашам што е тоа оброк. Оти оброк крофната со крем не е оброк. Значи, оброкот нема ни јас да го кажам, ни вие, си каже тој што треба да ми се чини дека има и закон за таа работа, кај што Министерство за здравство, со труд, социјална политика и образование, комплетно тоа ќе го согласат. Да се направи тоа, да се имаат мензички сите ученици и од прво до пето да почнеме да ги храниме здраво децава, да не лутаат лево десно најмалите и да почнат да се соживуваат и социјално да бидат блиски едни со други. Реално ли е остварливо? Скапо ли е тоа? Па нашиот буџет е, ние работиме со бројки. Програмата кај нас не е направена врз основа на виртуел. 20 милиона денари ќе ја кошта општината годишно од прво до пето да ги храни децата. Кој ќе готви? Значи, планот ни е да видиме по стандарди да поставиме, со високи стандарди, со хасап стандарди, кујната може да биде на една локација, или приватен партнер, ако се јаве во делот на тендерирањето, да си каже колку би била цена на оброк, или би било тоа јавна аукција секако, и врз основа таму централно би дистрибутирала во најсовремено спакувано секое оброче. Може би и после да се најдобрата сервисира, варијанта, така. да немам во секоја школа кујна, нерационално. Така е. Да. А после ќе видиме од 5 до 9. Пошто се повозрасни децата, па дали ќе ги го прифатат концептот, па дали ќе сакаат и така. Да не фрламе храна, сепак тоа е греф. Гасификацијата. Гасификацијата зборат сите. Сите ја зборат, никој Сите не ја ја зборат и кога ќе го прашаш, дека го прашаш како ќе ја направиш. Демагогија. Не знае ти кажа. Не знае. Општина Кавалаци својата обврска се ја заврши пред 2 години. Направи инфраструктурски, направи основен изведбен проект за гасификација. 16.500 метри примерна гасификација, офатена со сите ФИ, потрошуваци, анализи, направени јавни институции, фирми, се. Направи маркица за подстаница, утре ден тако државата, односно МЕР, нашата национална агенција реши дека гасот е пуштен во централната цевка, ние сме спремни да почнеме со формирање 4 дена ново јавно предпријатие, тендерирање, поставување на мрежа и приклучување. Така да За тоа е кого? ингеренцијата на општината, за граѓаните. За граѓаните? Да. Како тоа ќе се изведе по куќи, по згради? Тоа е големо комплицирано, тоа ќе има многу... Гере, претежно 90% гасификацијата оде у тротоар. Не оде по улици. Оде, ќе има можност оде во тротоарска... до таму, а потоа луѓето си прават... И се прави извод Како за парното, да, добро се прави сватив. извод за
Зградата, пример, FIT30 за зграда со 20 стана, постоја се разгранува по поделот на такото. Покриен базен со спа центар. Значи тоа го правиме заедно со Агенција за млади и спорт. Ке ми извините. Кавадарци има базен? Има отворен со олимписки димензии. Отворен, а тој го користи веќе 40 дена. Овој базен ќе биде во интерес на децата од прво до средно, по физичко воспитување, да имаме и образование, задолжително пливање. Спортистите наши кои што спортуваат професионално, рекреативно, да имаат бесплатно пливање и спа центар користи, и нормално граѓанството комерцијално да го користи во слободни термини. Каде е локацијата? Каде го планирате? Ова е голема работа. Веднаш под градскиот фудбалски клуб кај што ги имаме стадионот. Така. Тоа беше стар напуштен обект повеќе од 20 години, на времето било некоја дискотека и тоа. Изградба на ново 3D кино сала. Сакам да направам 3D кино сала, да има малку култура, да се дигне нивото и така. Ќе ја правите, вие ќе ја правите на франшиза, ние ќе ја правиме. Ние преку Дом на култура заедно Дом на да ја култура. правиме. Да. Добро. Киното се, филмот се враќа, народот се враќа во кино и ова е стварно нешто што е веќе ини. Ние веќе имаме просторија обезбедена над киното наше, уште една саличка имаме за 200 луѓе. Мислам доволен според жителите на градот. 3D киносала со 200 капацитет, мислам дека е сосем окей, ќе изгради брзо. Изградба на заобиколница, ова е голем проект, Марински уши, Дрекслерема и Југокомерска тоништо. Ова би го поврзал заедно со граничниот премин. Со склучувањето на Преспанскиот договор и у Преспанскиот договор е метната една работа за добрососедство, градење на два гранични премини. Едниот е Маркова нога, другиот е Пулјевац. Тој се отпочна прв Маркова нога, сега нашиот треба да се отпочне Пулјевац, да се поврзиме со Република Грција како територија општина Кавадарци и оттаму ми се чини дека е Лерин најголем град и целата ерија. Значи ова изградба на заобиколница, која доаѓа од Иготино, пред влегување во Марена во општина Кавадарци, че има заобиколница, која ќе излезе некаде кај Дрекстермајер фабриката кога влегуваш од Росомар и на Југокомерс кај Возарци и од Југокомерс до Катуниште. Таа ќе бидат две алтернативи. Тоа ќе биде ринг роуд фактички и за граничниот премин, меѓутоа и тешкиот товарен сообраќај, кој што го има многу во Кавадарци. Само една компанија што се занимава со рударство влегуваат 200 кипери на ден. Друга со црна металургија 100 камиони, трета 50. Сите тие камиони комплетно би ги тргнале од градското подрачје. И е голем клучен проект и многу значителен за општина Кавадарци. Изградба на нова филтерска постројка за водоснабдителен систем. Зошто ви требало? Направивме заедно со словенците една анализа, уште 2018 месечина беше. Кавадарци има идеална вода за пиење по физохемиски и микробиолошки статут. Идеална. Значи јас можеби не му интересува да го кажувам, продавам вода, ама не можам да лажам. Кавадарци има идеална вода. Вие у Скопје ако имате вода со 20 тврдина карбонатна германски степени, кај што бојлерот ви запушува за година дена, ние имаме вода со 3 степени германски тврдина. Идеална за пиење. Тоа е за пеглање е таа до. Идеална за пиење. И хемиски и микробиолошки. Меѓутоа, имаме еден проблем, за тоа што не се водело рачун минатови 30 години. Ние сега направивме една комплетна студија и комплетна елаборат за заштитни зони на изворишто Лукар. Кај нас се вика Лукар изворишто. Заштити прва зона, втора, трета зона, веќе никој тамо нема право да сечи дрвја. Тоа е изворот за водоснабдување на Кавадарци. 40 км Кожу планина. Меѓутоа, до сега имало нарушување на таа заштитна зона, пошто не било ни воопшто направена. Има сечена дрвја, има некои други работи кои се работеле и при обилни дождови и топење на снег при изворишто доаѓа до ерозија на земјиште и водата ни се заматува при обилни дождови. Сега таа филтер постројка ќе биде со 50% финансирана од владата на Република Словенија и 50% од владата на Република Македонија, кај што проектот е готов, али ради короната се одговлечи за година дена. Значи тука ќе имате ложници и филтри да тој мил кој што не го препитуваме, не го гледаме у вода, освен кога е екстремно заматена, да се таложи и да дојде чиста вода комплетно. Значи тоа веќе И едно ова е ниво. само за граѓаните Само за граѓаните. да користат вода, ќе имаат у Кавадарци најздрав во моментов имаат Наредните една од 40 најдобри. години ја гарантирам дека Кавадарци во делот е квалитетна вода нема да има проблем. Каде ви е изворот? Вие од каде Баш вадите токму можете? тука ни е изворот, негде на 10 км од самото извориште на Лукар. 10 Така. до 20 км ни е Кожученки и Изворска. Така. Да.
Следен проект ни е доградба на спортска сала Јаспи. Спортска сала Јаспи е изградена негде 1991 година од само придонес од нашите домаќини кавадарчани. Таму имаме спортска сала. Во каква состојба е сега? Во одлична состојба. Добро. Во одлична состојба. Што треба да доправите? Ние во овој мандат доправивме скејт парк професионален, направивме лизгалиште за зимно време, за децата се лизгаат, направивме трим патекичка, има фудбалски игралиште, меѓутоа позади салата има ди столбови од 90 година изградени и недовршени во тој период, вајда толку биле средствата. Тук имаме проектирано проект за изградба на мала сала за гимнастика, уште една друга саличка за припреми и работа на спортистите, а горе би било сместување со негде околу 15 апартмани или 15 соби за спортисти, за индивидуалци кои ќе би доаѓале, не знам, може имаме европски правенства, балкански правенства и сите работи за да може да имаме една комплетна сала која би се доволна. За тоа салата би заокружила комплет. Идете на фотоволтаици. Са Ова ми е фотоволтаиците. интересно. Зошто со фотоволтаици, зошто да не ставите ветерници за производство? Немаме ветер. Немаме според истражување да ветер во Кавалаци, константно. Не мислев дека горе на планина по друга е ситуацијата, Сите истражувања ружата на ветрови. Немаме, само може би таму во Кожув планина горе на 1400 метра. А таму е тешко да се имаме, гради. а таму да се гради е многу тешко. Затоа одиме на фотоволтаици, или фотоволтаиците ги ставаме на сите јавни институции и на производство на општина Кожув. Општина Кожув, односно планина Кожув, таму негде околу 50 мегавати предвидуваме производство на фотоволтаици. Ке или веќе имате? Не, ова е проект. Ова е проект да го кој спроведиме наредните 4 години. Со ова општината требаме негде на годишно ниво околу €1.000.000 да профитира на годишно ниво, трајно. за општината, милионче. Чак, фала лепо и Трајно пријатно. треба да Кој ќе ја користи таа струја? Многу интересно и многу логично Ќе ја и многу ставате во практично. системот или? Не. Значи ова идеја дојде и ова не е случајно. Евроникел, поранешно Фени, Добро. во најлоша варијанта троши 50 мегавати струја. Во најлоша. Во најдобра варијанта, кога топи повеќе евроникел, оди до 80 мегавати струја на час. Тоа е енормен потрошувач. Кај што се предвидени нас парцелите за фотоволтаици, на само 600 метра поминува далновод 110 киловолтен, празен далновод кој што не е у функција. Тој е на Фени индустрија, односно на Евроникел, направен на времето за рудникот. Рудникот не се користи. Ние се приклучиме на тој далновод и имаме сигурен, константен потрошувач 24 часа од 50 мегавати. Загуба 0, транспорт 5 км сам. Чекај, ако се фотоволтаици, како 24 часа ќе Ние имаме произведува? 24 часа потрошувач, а фотоволтаици произведуваат 10 или 11 часа. А рестот си го зимаат од систем. Аха, така, од Значи, така да кажем, јалова струја или за продажба, ние не би имале воопшто 0, доколку ова може би биде приватно јавно партнерство со Евроникел. Колку е инвестицијата? Инвестицијата е 28 до 30 милиона евра за цела работа, али гледай што е поентава. Не е голема за тоа што ние ќе овозможиме овие парцели да бидат урбанизирани, направени и ќе му ги дадеме на тацна. Инвестиција ќе ја направи било кој, а верувам дека и Евроникел ќе ја направи, со дел од добивката да ја дава на општината, ти спомнав колку би била на годишно ниво, со тоа што нивните инвестиции ќе му се врати за 10 до 15 години. Си ги фатил сите од сите страни, добро одмислени се програми. А мора да бидат издржани. Ако не се издржани, еве ќе ја произведеме струјата. Ќе ја продадеме за 20 киловати по час, по киловат. Значи гледам прерачуната и поставување и колку да се плати и одржување. Евроникел како Г1 компанија, тешка индустрија у Кавадарци, ова ќе го прифати како проект според моите размислувања и очекувања, затоа што она е должна на општеството, по мене, а се такви луѓе кои што општествено се одговорни, да вратат на општеството. Со ова зелена енергија од 50 мегавати, они имаат аргумент дека вратиле на општеството во делот на екологијата, плюс општината ќе профитира од 800 до 1.000.000 евра годишно, а тие пари наменски ќе ги вратиме во еколошки проекти.
Како е состојбата со екологијата со Кавадарци? Имате доста индустријски објекти. Граѓаните како претежно се греат? Предпоставувам дека е тоа Претежно грејење на на дрва. дрвја, јас вадев податци последните 3 години од шумско стопанство Бор, подржна единица Кавадарци. Имаме околу 6.500 семејства кои се греат на дрвја, кои купуваат 5 метри кубни до 15. Што значи Ги имаме наредниве во систем, месеци ги ќе имаме биде во прилично аналитика. зачадено. И тука нас е најголемиот проблем. Попладневните часови од грејењето на дрвја е најголемиот проблем. Инаку, затоа што имаме благодетство ректорот на Штипскиот универзитет ние од Кавадарци, направивме комплетно 3-годишно истражување на воздух, вода и почва. Стратешки долгорочни загадувања на водата и на почвата и на воздухот немаме, затоа што сме измеделски крај и сакавме тие работи да ги имаме на документ. Меѓутоа, акутни загадувања на воздухот од PM честички 2,5 и 10 во одредени месеци, во одредени денови, во одреден период се јавуваат над дозволено. Ќе менувате нешто тука, например замена со Па гледа, ние веќе клима 3 уреди години или даваме со поред субвенции за алтернативни грејни тела. Негде се јавуваат годишно 100-150, за сега имаме дадено околу 500. Има интерес кај инвертер. граѓаните за нешто? Има околу 500 клими сме дале до сега инвертер, сме дале над 500 велосипеди со субвенции, така да полека се дига свеста и се намалуваат пелетите нешто? Пелетиве не иде толку. Не иде толку, па сега ги на берза ги гледам, цената му отиде на многу висока, мислам дека Да? Да. Не ја знаев, на вистина. Дом за стари Дом за лица, стари центар лица. за лица со посебни потреби, подршка за себени винари, добро, ова е се друго. Дом за стари лица и центар за лица. Дом за стари лица веќе Маркица направивме, таа е близко до градскиот парк. Ново ќе градите? Ново, да. Ние немаме дом, тој ќе биде дом под државна капа со кофинансира од Министерството за труд и социјална политика за секој ден што го сместиме да му биде цената прифатлива. Меѓутоа, нашиот дом ќе биде малку различен концепт. Сместувањето на домот ќе биде тука, меѓутоа до самиот дом ќе има сала рекреативна за спортување на самите пензионери, ќе има ресторан, ќе има занимална и кафетерија. Да можат оние кои се сместени од Кавадарци во дом и оние кои се подвижни и надвор од домот се, преку ден буквално да се дружат. Да не бидат овие изолирани, ние сме во дом. Така. Значи, сите пензионери кад што задружени да им биде во тој комплекс да го наречем. Сместување и рекреативен дел. Каков капацитет? Па негде за 60 легла ќе биде сместувањето, што е доволно за општина Кавадарци, можеби и за регионот, а овој другиот дел е негде за околу 150 до 200 пензионери, ресторанот, кафетеријата и така. Одамна не сум бил во Кавадарци, кога доаѓав, мислев дека на улица налетавме на едно стадо овци, кога се загледав убаво, видовме навистина една глутница од кучиња. Прилично гледам очебиен е проблемот со кучињата скитници во Кавадарци. Да, очигледен е, ние негде кога работиме тоа проблематика и на годишно ниво уловуваме повеќе од 120 до 140 кучиња. Уловуваме. Меѓутоа законот во републиката е таков каков што е. Го уловуваш кучето, ако е здраво и право. Му правиш кастрација, му ставаш обетка и оне виќе е сограѓанин. Така да ние не знаеме сега виќе кој куче е и каде и зашто е. разбирам. А гледам имате во програмата нешто. Имам изградба на стационар за згрижување на бездомни кучиња. Меѓутоа и тоа не е трајно решение. И во стационарот максимално можеш го држиш 30 дена. Така. По закон. После 30 дена мора да бараш вдомител, посвојувач или извоз на кучето, некој ако сака да го вдоме. Граѓаните, Али ако многу сакаат биде- хуман третман, ќе морат да се учат да вдомуваат кучиња. Да, ама кај нас уште важи на старото, вика првото кучило се фрла. И сега се окучува кучка и првото кучило, 5 кучиња го фрлаат, тие растат здрави и прави и најдемо го крајот. Значи првото решение е кастрацијата. Ние сега направивме на многу креативен и битен момент заедно со Сдруженијето Шепи. Тоа е едно прекрасна личност која што го води Сдруженијето, една личност која што сака многу да сработи. Направивме тим од 5 луѓе. За 6 месеци попишавме 550 кучиња. Што правиме? Како што прават овие попишувачиве за жители што правеа, одиме ние од куќа на куќа, добар ден, добар ден. Дали имате домашно милиниче? Имаме. Што е папагал? Добро, не интересира. Идеме, имат куче. Може да го сликаме кучето, адреса, собственик, го ставиме во систем, така. го евидентираме и знаеме дека тој има такво куче, од таква раса, со таа возраст и сите работи. Утре да го фаниме, знаеме чие. Значи, едноставно правиме попис на кучињата и на мачињата низ општина Кавадарци. А и овие да имаат одговорност ако едукацијата, го пушти да. или го Апсолутно. го И отфрли. едукацијата во делот на кастрацијата.
Развојот на кучињата и на мачињата е природен процес. Меѓутоа, природен процес, ако имаш што да правиш со нив, гревото е да ги фрлиш после природниот процес. Една општина каде што има редовни плати, каде што платите идат нагоре. Граѓаните имаат, што се вика, ние у скопски сленг што го викаме, имаме поише камен. Треба негде да го трошат. А не забележав некаков трговски центар кој се сега прилично... Имаме стајано Кавадарци мол. Кавадарци мол. Кавадарци мол, значи, сега вака дека ми изина Скопјани, јас се почитувам цела држава, ама чије ми ние мол, нема да биде Сити мол, нема да биде ова, значи биде Кавадарци мол. Кавадарци мол, тоа ќе се гради на една приватна локација со наш приватен партнер кој е наш сограѓанин по долго време во Америка. Деталната организација му е при крај, дури веќе он преговара и разговара за голем дел на брендови кои што сакаме да ги донесеме тука. И тука ќе дадеме на предност на нашите кавадаречки трговци, уделот на бутици и другите продавници да имаат можност и приоритет да влезат во тој мол. Да не могат молот е преку цела година, лето, топло, зима, ладно. Да секој што пазари сака да пазари на по соодветни услови. Веќе и ние сме разгалени. Не ни се иде кога врне дожд многу, не се шетаме, сакаме во затворени. Влези во врата, излези во врата и тоа е тешко. Така е. И сега некој вака седе таму на кафе, пие и вика бе гледа, опет продајници влези, нема веќе модерно градче кое нема свој трговски центар, така што Кавадарци мора вие да знаете сите. И јас тука ќе бидам не скромен, ќе ви кажам дека Кавадарци го полни буџетот на Република Македонија. Финансиски. Таа анализа ја направена, не би сакал сега да шпекулираме да ја вадам и да видите колку ние учествуваме во вкопниот буџет на Републиката. Кажав, втори сме по бруто домашен производ и извоз, втори. Ние имаме компании што прават 400-500 милиона евра извоз. Лес на девизи. 3 компании имаме такви. Ние имаме компании кои што се развиваме многу брзо и одговорни компании. Така да државата мора да врати на Кавадарци. Значи, кога викам мора, тоа е правиот начин. Децентрализацијата, за жал, не е поместена од кога е стаена, 4,5%. ДДВ-то, ингеренциите се, тие овластувањата се, тие одговорноста, расте. Сметате дека треба поголеми да бидат? Апсолутно. Гледате, зошто да бидам скромен, немам ништо против. Да не бидам грешка разбран. Не, слободно. Ако општина Рачиново, данок на имот има 0 наплата, што се тие луѓе, мои сограѓани во Републиката, повластени од моите жители во општина Кавадарци? Нивниот имот е безвреден што не плаќа данок на имот? Не е безвреден. И вика општина Рачиново нема канализација? Па нема. Зошто Тетово плаќа 50% данок на имот? Гостивар 45%. Значи, западниот дел, каде што имаме повеќе политички партии, структури од делот на повеќе етнички заедници, се злоупотребува за политички цели за да не се плаќа данок. Тоа е мојот заклучок. Не верувам дека тие луѓе не се домаќини. Тие се домаќини. Ама некој им вика не плаќа и гласај. Тоа е мојот заклучок. Господин Јанчев, ова се прекрасни проекти. Блазеси на кавадарчани што ви имаат. И искрено ви завидувам за тоа што заради овој прогрес, ама ова што го целите ќе треба да одрипате малку повисоко од градоначалник. Сме здрави и живи. Пред се сега на 17 кавадарчани очекуваната моја доверба, кој што лично очекувам и јас сакам и работам од душа и срце, сакам тоа да го искажат од нивна страна. Го осеќате усредби со нив? Се гледате? Се осеќа. Кога ќе дојде некоја повозрасна женичка, сакам да те гуштам, сакам да се стикам со тебе. Мајка моја може да ми биде апсолутно разбираш. Така тоа се осеќа природно, како да ви кажам. Мали дечиња, луѓе, нема поубаво. Јас кажав нешто еден митинг и сега сакам да го спомнам, минута време, со еден мој пријател на Попладне, пред да го реконструираме градскиот парк, бевме да го прошетаме така и често заеме да отидеме во паркот и на разминување со еден повозрасен брачен пар, прилично возрастни. Добар ден, се разминуваме и јас уште 5 метра изодив и слушам бабичката му вика на делото, вај градоначалникот. И он се врти и вика, градоначалник. И јас појдов. И вика, да те поздравиме. Добро, вика, ние сме родители на таа и таа особа. Особата, јас знам, ми беше школска. Викам, добро, вика, сакаме да се извиниме за нешто. Малку нешто е пријатно, не знам, ја нит ми изгрешиле, нит особата и тоа. Вика, да се изгрешиме, знаеш ти, вика, на која политичка партија ние припаѓаме,
А нашето извинување во тоа што 2017 година не гласавме за тебе и сме сгрешили. Ето е моментот на почетокот и ви реков, изборевме и ги канам оние ако подоцна се вклучиле почетокот да го фатат. Се ова верувам како менаџер дека сте способни по ова што го гледам овдека, што сте го изградиле. Но концептот за помирување прв пат во Македонија после оваа лево-десна закрвено што имаме, ја почнавте вие. Ја искрено би требало да сум неутрален, да не кажам, но сакам да успеете само заради овој концепт. Мене ништо не ми значи, ни молот, ни базенот во Кавадарци, се извинувам, не ме сваќајте погрешно. Но овој концепт на помирување ќе произведе и молови, и базени, и фотоволтаици, многу полесно од што во средина каде што е многу закрвено. Затоа ми се свиѓа вашиот концепт и затоа дојдов тука. Ако сте заедно сите и ако придонесеме во целост, ние нема да сгрешиме. И ако сгрешиме, ќе сгрешиме заедно, а пред се ќе направиме нешто што е многу добро. А поделени, еден влече десно, друг влече лево, така како едно семејство, не функционира заеднички. Два брата ако се скарена, живеат во заедница, таа куќа вика стариве оджак не чури. Буквално тоа ти е државата. Ја ви благодарам. Благодарам вас, благодарам што ме удостоите да дојдете денеска тука поради нашата набиена агенда, која што имаме еве уште неколку дена пред избори. Сакаме да се видиме со секој граѓанин, во секоја урбана заедница да појдеме, да си го исполниме она што треба и верувам дека граѓаните го почитуваат тоа. Не ќе има, изгледа ќе победите во првиот круг, па не ќе има потреба вие да доаѓате докај мене во студио. Ќе дојдеме за после победата, па за поубави разговори, да. Ви благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Ви го представивме кандидатот за градоначелник на општина Кавадарци, господинот Митко Јанчев. Лека ноќ и пријатно.